Почитувани, политичкиот диалог со ВМРО-ДПМН е демократски стандард за земја членка на НАТО и држава која што се движи кон полноправно членство на Европската унија. Конечно треба да се деблокира работата на собранието, бидејќи тоа е во интерес на граѓаните и на државата, во интерес на нашата заедничка иднина, особено сега во време на пандемија. Храмот на демократијата не треба да биде поле на безбројни пресметки на грбот на граѓаните, туку место каде што ќе се носат решенија за нивните проблеми. Бојкотот опозицијата треба да го замени со вклученост во важните општествено-политички процеси, конструктивноста да ги победи бескрајните обструкции, интересите на граѓаните да бидат над теснопартиските интереси. Заради процесот на имунизација на населението против коронавирусот, заради обезбедување поддршка, промоција и потврда од најголемата опозицијска партија, се согласивме пописот да се одложи за наесен од септември. Важно е да поминат и двете фази од вакцинацијата и освен попишувачите да бидат вакцинирани и значителен дел од населението кој ќе биде попишувано. На тој начин ќе имаме повеќе имунизирани граѓани, повисок степен на заштита, што ќе резултира со поголема безбедност, но и спокој кај сите граѓани. Пописот е важен за сите граѓани во нашата држава, и за македонците, и за албанците, за турците, ромите, власите, србите, бошњаците и сите други етнички заедници, но пописот е важен и за институциите, за општините, за бизнис и граѓански сектор. Затоа е важно тој да биде одржан како статистичка операција. Промовирањето на било какви поделби по етнички, политички или други основи не е во интерес на граѓаните, ниту во интерес на пописот како исклучително важен за државата. Со процесот на деблокада на собранието, на нас пратениците останува усвојувањето на законските решенија, кои досега беа заглавени во парламентот. Низ нормална и демократска атмосфера, овде во законодавниот дом, очекувам дека ќе бидат донесени важни законски решенија, како што е законот за нов клинички центар, измените на изборниот законник, изборот на професионални состави на програмскиот совет на МРТВ и советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Законот за легализација на бесправно изградени објекти, како и законите кои овозможуваат задолжително пензионирање на 64 и 62 години старост. Секако покрај овие реформи следуваат и измени и дополнување на изборниот законник, а преку работни групи ќе се разговара за можноста за една изборна единица, отворени листи, како и гласање на диаспората надвор од дипломатско-конзуларните представништва. Почитувани, како пратеници, како политичари, имаме обврска да работиме во интерес на сите граѓани. Без разлика дали гласале за нас или не, наша обврска е да им служиме на граѓаните, да им служиме на државата. Ви благодарам.